Здруженијето на пензионери од Кочани на денешното вонредно собрание донес одлука за изработка на изведбен проект за идниот пензионерски дом во Кочани. Беше донесена и одлука за обезбедување на финансиски средства, инвестиција за изготвување на техничката документација, главен изведен проект и останата техничка документација за изградба на домот. За проектот и неговото значење пред присутните зборуваше Ѓорги Серафимов, председател на Здруженијето на пензионерите од Кочани, кој истакна. Општина Кочани и Здруженијето на пензионери на општина Кочани подпишаа договор, меморандум за соработка за изградба на дом на пензионери во Кочани. Преку овој договор, локалната самоуправа на општина Кочани ја обезбеди локацијата и градежната парцела во Касарски округ со целата инфраструктура и довод на геотермална вода, додека Здруженијето на пензионерите на општина Кочани ја обезбеди финансиските средства за изготвување на главен проект за домот на пензионерите. Уште пред подпишувањето на меморандумот беа преземени големи активности во договарањето со Здруженијата на Источниот регион за поддршка за изградба на дом на пензионерите во Кочани со регионален карактер. Посебни активности беа преземени во директни контакти со Министерството за труд и социјална политика на владата на Република Македонија и посета на министрот за наведото министерство, како и стручни луѓе од истото во нашата општина, увид на локалитетот на градежната парцела и аналогно на овие активности е поднесено барање за изградба на дом на пензионери во Кочани до надлежното министерство, односно до владата на Република Македонија на 29.11.2011 година. Вклучувањето на Здруженијето на пензионери на Македонија во решавањето на ово прашање е исто така присутно. Сојузот даде исто голем допринос за таа работа. Почитување на основа на досегашните преземени активности, заедно со локалната самоуправа на општина Кочани, посебно со обезбедување на локација и градежна парцела со изградена целокупна инфраструктура, како и довод до истата со геотермална вода и изготвување на изведбен главен проект, се обезбедува реални и големи услови за прифаќање на нашето отварање за изградба на дом на пензионери во Кочани. И истото ќе се внесе во програмата на владата на Република Македонија за изградба во период 13-17 година. А вие бете сведоци и за ово при една последна посета на министерот Спирко Ристевски беше пред сите кажан. Не го држиме за јазик, али има врска кон министерот да го спроведе. Денес на нашата седница со донесувањето на одлуките за обезбедување на финансиски средства за изготвување на главен изведбен проект и одлуката за обезбедување понуди за одредување на проектант за изготвување на проектот даваме голем придонес во реализација на програмираната цел за изградба на дом на пензионери во Кочани. Финансиските средства се обезбедени од собствени извори од резервниот фонд на Здруженијето на пензионерите на Кочани и истите според одлуката ќе бидат издвоени на посебна сметка.